Јас сум Васко Ефтов, ова емисијата во Центарна телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на 60 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема за вечерва: дали во ВМРО ДПМН пред 5 дена се случи Панорама 2? Ако се случи Панорама 2, а Панорама 1 значеше драматично раскинување со Лјупчо Ѓоргиевски, дали пред 5 дена, раскинувајќи со Сашо Мјалков, ВМРО ДПМН влезе во фаза на Панорама 2? Ако после Панорама 1, ВМРО ДПМН целиот криминал од владењето на Лјупчо Ѓоргиевски остави на негови плеки и Никола Груевски доби чиста партија со која победи на наредните локални или парламентарни избори, сега се поставува клучно прашањето дали после Панорама 2 целиот криминален товар, целото криминално милие на ВМРО ДПМН ќе биде ставено на плеки на Сашо Мјалков и Мицковски, Александар Николовски и новото раководство ќе добија чиста партија со која ќе може да се надева да победат на следните парламентарни избори. За 200 години од сега, што мислите луѓето кога ќе паметат? Оние кои го предале делото или оние кои се бореле за него? Ова е мисла на Бенџамин Франклин, еден од татковците на Соединетите Американски држави и човекот кој ја донел демократијата и го укинул робство. Ламбер Нудов важеше за најголем лјупчовист. Му беше лојален до гроб на Лјупчо Ѓоргиевски. Заврши 4 години во затвор. Во еден временски период кој Лјупчо Ѓоргиевски е на чело на македонската влада, Ламбер Нудов важи за човек број 2 во ВМРО ДПМН. Со Ламбер Нудов разговараме дали ВМРО-вскиот лав стана маче кој преде. Ви сте еден од најстарите ВМРО-вци, лјупчовист до пред некоја година, и можете да кажете што се случува во главата на еден ВМРО-вец од тие приказни за Филип, за Александар, за Ќосиња, за Мосиња, на крај да завршат како кворум, како роза кворум и да обезбедат 7 гласови Зоран Заев да го смени името Република Македонија во Северна Македонија. Што се случува во главата на еден просечен ВМРО-вец да може да се испружи така пред Зоран Заев? Кога ги гледав тие ВМРО-вци, што вие сега ги покажувате како нешто свето и заколнето на вечна верност кон ВМРО и идејата на ВМРО, ме подсетува, ако се сеќавате, на една сцена кога Ибрахим Ругова, Милошевиќ го имаше семено во Белград, и ако се сеќавате како кукла изговараше како марионета она што ќе му беше кажано. Кој притисок беше направен тогаш на Ругова, нешто слично и овде се случувало, за која нема оправдување. Самуил Малчевски беше председател на македонските студенти. Беше вечен кандидат да биде министар за образование. На крај, министар за образование во неколку мандати беше Никола Тодоров, тој истиот овој Тодоров кој сега се залага за промена на името од Република Македонија во Република Северна Македонија. Дали Самуил Малчевски беше во право, што беше меѓу првите што почна да критикува ВМРО ДПМН, и дали во право кога сега се сомнева дали Панорама 1 бил фингиран случај и дали Панорама 2 може да заврши како Панорама 1. Последен пат кога снимавме за Алфа 2012 година, вас на лотарија ви падна да одите на европски шампионат во ракомет. ВМРО прави лотарија, вас ви паѓа и одите на европски шампионат во ракомет. Прво, јас никогаш не обожавам да играм игри на среќа. Ме пријави другар мој кој што ми е многу близок, тоест не пријави мене, не пријави цело друштво. И испадна од цело друштво, сите отидовме, сите добивме освен тој на крајот на вечерта. И сега ќе падне ли некоја функција на лотарија? Бевте скарани со ВМРО, сега сте блиски со ВМРО. ВМРО 2012 година организира лотарија и ви паѓа патување во Ниш на европски шампионат во ракомет. Сега ќе падне ли некоја функција? Прво да расчистиме две работи. Значи, јас не сум бил скаран со ВМРО, зашто ВМРО е многу повеќе од инкриминирано раководство кое што го водеше до пред скоро време. Да, бевте скарани, имавте серија. Бев скаран со партиското раководство. Имавте серија на интервјуа, кај што напаѓавте политиката, кај што не само што напаѓавте политиката, туку во овие СДСМовски медиуми бевте многу радо виден гост. Па не би рекол дека сум бил многу радо виден гост, зашто има и луѓе што беа повеќе од мене присутни. Во принцип, секогаш кога имав да кажам нешто, сега се тешите, викате има и повеќе што го плюка ВМРО, па ги вратија назад. Значи јас не го плюкав ВМРО, тоа ви е грешен пристап. Добро, ВМРО е многу повеќе од 5-10 души кои што до вчера беа на платен список на партијата, партиски функционери, денеска ги гледаме што прават и како прават во јавност. 5 или 10 луѓе не ви дадоа функција? Апсолутно никогаш не сум барал функција. Да, апсолутно никогаш. Колку пати имате частно дека ќе бидете министар за образование? Барем едно 5 пати.
Тоа беа шпекулации пуштени точно од тие луѓе за моја девалвација на луѓето што работеа и соработуваја во тоа време со мене. Имате чувство дека сте направиле многу за ВМРО ДПМН? Па не повеќе од еден обичен член. Вие сте биле председател на студенти. Да, 2007-2009 мандат. И веле дека во ваше време сте направиле многу за партијата. И ако сега не добиете функција, Па ја не го доживам тоа така. Вие може да се пензионирате кон млади референт, кон оној Пантич од тесна кожа. Ако сега раководството не ви даде функција, значи вие врват со имале како млади референт. Сега мора да ви дадат да станете стари референт. Апсолутно не. Прво тоа се удбашки финти и удбашки методи кои што јас не ги практикувам и не ги сакам. Сум се борил и ќе се борам против тоа. И апсолутно целото мое делување никогаш не било во нечија функција или во функција на добивање на некоја партиско место, како што викате вие млади или стари референти. Еве дел од тој интервју со Самуил Малчовски, ова е 2012 година, значи пред 6,5 години, помлади сме и тој и јас, меѓутоа го спомнавме во интервјуто, па ајде да видиме секвенција од тоа интервју. Едно прашање ме интересира, да не ви падна паричката на Бадник? Да, не падна. Па имате затоа среќа, затоа и на лотарија ви падна, затоа ви излекува на лотарија дојте со ова навивачка група на ВМРО ДПМН. Значи, тоа не беше прво, значи навивачка група на ВМРО ДПМН, јас случајно аплицирав. Значи другар мој ми го прати линкот на Facebook. Како не му падна на Емилијан Станковиќ, на Јане Макрадули, туку на Самуил Малчевски? Па може не аплицирале, тоа нив ќе треба да ги прати. Може имате среќа. Па може имам среќа. Ке може ли дел да искористам од таа ваша среќа едно лото ливче да ми го помните? Може и мене ке ми падне на лотарија после емисијата. Може да... заедно да го уплатиме па да ги поделиме пари ако сака. Па и тоа не се кажува, тоа не се кажува ли ке искористам дел од вашата среќа. И вака се значи вие гледате на телевизија, сеите вака, не знаете дека вие сте аплицирал вашиот пријател. Не, значи одеднаш вика Самуил Малчевски. Јас аплицирав. Значи не дека него другар ми го прати линкот на Facebook. Јас аплицирав И 99% тие луѓе беа во ВМРО. Па јас дел од тие луѓе ги знаев што беа во возот, дел не ги знаев. Значи многу голем дел не ги знаев. Смене, Арунов, вие бевте 2 години у затвор. Или бевте осуден на 2-годишна затворска казна. И не ве скршија. Не станува збор за една или за друга партија. Значи имало неколку политичари, вие сте биле прв висок политичар кој го поминал тој праг и лежал затворска казна. И не успеа да ве скршат. Не успеа да ве убедат да кажете нешто, а можевте да кажете нешто против Лјупчо Ѓорѓевски и да се спасите. Одбравте да си го чувате образот и да не го пуштите Лјупчо Ѓорѓевски или вашиот поранешен војвода и лидер низ вода. Овие луѓе на првиот притисок и идеали, и Ками кои се колнеле, и Солун ќе го освајат, нели тоа беше? И ова ќе прават, и она ќе прават, све заборавија. И викат не, ние сме сега за Северна Македонија. Господине Васко, јас бев скоро 4 години затвор. Се извинувам, 4 години. Воопшто тоа не е важно. Сега што и да кажеме, ниту може да му помогне на Македонија, ниту може да му помогне. Важно е, бидејќи имате морален кредибилитет да зборувате. Сте поминале низ харанга, знаете што значи кога ви доаѓа дома, знаете што значи кога ве притискаат, знаете што значи кога ве оценуваат, потпише ваква изјава ќе биде слободен. Вие сте поминале таква харанга. Нешто слично може и поминале они, може и поминале во многу помал обем. Тие подклекна. Видите, јас морам да ви кажам, сум презадоволен од резултатите од референдумот. Народот покаже на висока морална свест, љубов кон татковината. Ако тогаш ние печатот го оставевме, да одлучуваат народот да се запечатеше сам себе да се направеше самоубествен поход према својата нација и татковина, мислам дека ќе беше многу тешко. Сега политичари вакви такви, се ова што прават може да се поправи. Се што се прави во парламент може да се смени во парламент. Да, тоа сакам но така. ако народ на референдум се самоукини, Тоа ми беше мојавето. Значи, тоа никогаш не може да се смени. затоа сум благодарен кон мојот народ и упатувам честитки и благодарност што покаже големо разбирање и храброст и тоа ми дава надеж дека Македонија сигурно ќе опстане, ќе се сменат некои геостратешки политики, ќе се смени сенсот на размислување на домашните политичари. Јас чувствувам дека сега некои луѓе кои го направиле тоа, имат некои и разочарување и пишмање што го направиле тоа. Ево од овие 7-8 пратеници сега ги повикувам, многу скоро ќе имаат прилика за поправен испит, нека повелет. Јас имам кажано дека
покаяниот грев не е грев. На крајот, најголема жртва на сите разврски во МРДПМН сега за сега е господинот Митко Јанчев или градоначалникот на Квадраси. Човекот кој пред една година не криеше дека има амбиции да биде лидер на ВМРО-ДПМН, кој пред една недела велеше не постои човек кој може да ме смени од функцијата или да ме изберка од партијата, на крајот не стана ни лидер, а заврши сменат од партиската функција. Всушност Митко Јанчев, како човек кој е исклучително блиски политички и бизнис односи со поранешниот министер за образование и за здравство Никола Тодоров, а Никола Тодоров е всушност човекот кој успеа да скара партијата со 3 или 4 крупни целни групи во Република Македонија. Тоа се здравствените работници или лекарите, тоа е образованието, и тоа на некој начин рефлектираше со пораст на ВМРО-ДПМН на изборите 2016 година и беше архитект на тој пржински договор кој донесе до инсталирање на СВ на македонската судска безбедност, не секаква друга сцена. Всушност тој човек кој политички татко на Митко Јанчев го испрати во политичка пензија, како што сега стојат работите. Најголема жртва на се оно што се случи сега во ВМРО-ДПМН, освен Сашо Мјалков, е и поранешниот потпредседател, актуелен градоначалник на Квадраци, господинот Митко Јанчев. Имате амбиции да бидете лидер на ВМРО или премиер на владата? Не можам да кажам не. Значи, моите амбиции се големи, како амбиции како човек. Така ми биле амбициите и во бизнисот, така мислам дека ќе ми бидат амбициите во политиката. Не можам да кажам не можам да кажам да. Многу ми е рано, многу сум млад во оваа структура. Значи, кршлив сум, затоа што сега не влегувам поточно во делот на оно што значи политика. Добро, господин Малчевски. Вас ве поразува и функциите министер за образование ги добил Никола Тодоров. Тој истиот овој Никола Тодоров, кој сега вели треба да се гласа за Северна Македонија, кој вели кој би бил јас пратеник би гласал за Северна Македонија, од Телма не е симна, што се вика, мислам дека има креве таму од Телма, како ќе заврши интервјуто до одмори, па други ден повторно да го викнат. Значи тој Никола Тодоров е избор и станува министер за образование. Ја мислам дека имате грешни информации и дека не сте прочитали убаво. Во кој дел? Никола Тодоров стана министер за образование дека јас се уште бев студентски лидер. Добро, и вие сакате Имав сакате да го наследите. Апсолутно да. не. И тој Апсолутно не. Вас ви се грешни информации. Не. Информациите не се Апсолутно грешни. Информациите не се грешни. Вие апсолутно имавте амбиција да бидете министер за образование. Не, тогаш моето име беше во јавност. Али јас никаде во јавно, ниту сум изјавил, ниту сум кажал дека сакам да бидам министер за образование. Напротив, после мојот мандат во ССУКМ јас се повлеков да магистрирам и да докторирам. Кога сум ве прашал дали сакате да сте министер за образование, вие секој сте се смешкале и сте оставиле простор дека тоа ви е неисполнета желба. И овој Тодоров, се извинувам, Ај вака да одговорам на тоа. Може да одговорам. Моите информации се кого да демантирам. Да демантирам таква будалаштина како на Валтел да растурите перница со пердови и да ми речете собирајте ги пердовите. Моите информации се најгрешни. Ви пречили што Никола Тодоров беше министер за образование? Не, апсолутно не. Ми пречат глупостите што Никола Тодоров ги правеше како министер за образование во име на ВМРО-ДПМН. Добро, ви пречили тоа што сега го прави Никола Тодоров? Како вели? Вие сте изолирана партија која ВМРО-ДПМН и мора да станете членки на НАТО. Значи луѓето кои стоја за тоа што му се случи на тој Никола Тодоров, па за 1 сантиметар ќе изгубеше глава. За 1 сантиметар ќе изгубеше глава од тоа што се случи од дедото на малата Тамара. Значи, он оди и прави коалиција со тие луѓе. Не само што прави коалиција со тие луѓе, туку стои за тоа што го прави поранешниот потпредседател на партијата господинот Митко Јанчев. Значи никој не може да демантира дека Митко Јанчев и Никола Тодоров се политички интимуси, дека се во пријателски релации, во пријателски врски, да не речеме и бизнис врски. И тој човек влага во процес на разни битувања на ВМРО и од лавот да направи маче кој е преди, да дај кворум да може да се смени името. Тоа е суштината. Видете кои се неговите политички мотиви, мене ми е стварно нејасно, но мене ми смета да од таков политички анонимус кој што беше Никола Тодоров, благодарение на ВМРО-ДПМН, он доби се што доби во животот негов. Апсолутно благодарение на ВМРО-ДПМН. Ако не беше ВМРО-ДПМН, прашање он дали можеше да биде председател на куќен совет. И наеднаш сега, он не врти грб на раководството кој што го предводи Христијан Мицковски. Он врти грб на партиското членство.
оне исто членство кое што со години неуморно работеше за Никола Тодоров да може да биде прво директор на катастар на Скопје, па министер за образование, па министер за здравство, истиот оној Никола Тодоров, или не само Никола Тодоров, и оние 7 јавачи на апокалипсата пратеници кои што го изневерија партиското членство. И одеја на избори и им ветуваја на луѓето дека нема да гласаат за промена на устав, се со цел промена уставно име на Република Македонија. Малчески, гледате, го спомнав Тодоров и вие не може да скриете. Изборите за него 2 минути. Значи сум боцнал во точно место кај што сум требал да боцнам. Јас со Никола Тодоров сум имал една средба во животот само мој. да укуцам Никола Тодоров и Самуел Малчевски да не може да се исконтролира. Гледате колку биле точни информации. Па видите, за било што вие кратко одговаравте, сечно одговаравте, за Никола Тодоров. Ве остави вас да дадете добро интро. Покажавте добро интро. Да, За покажавте. јас на тој интро морав да дадам договор. Баш емоции. Остана одбор за Никола Тодоров. Грешка сте. Добро. Апсолутно. Во мојот живот никогаш ниту сум имал некаков фамозитет према Никола Тодоров, ниту ќе имам. Имам против она што он во моментот го прави заедно со 7 јавачи на апокалипсата. Сите политички анализи говоре дека всушност Панорама 2 треба да се случи на Конгресот на ВМРО ДПМН декември минатата година во Валандово и дека сите политички разврски или политички пресметки помеѓу тие две крила, своето финале или своето крещендо треба да го имат на Конгресот во Валандово. Меѓутоа тоа крещендо и таа пресметка не се случи во Валандово, бидејќи втората групација кај што главен играч требаше да биде поранешниот министер за надворешни работи господинот Никола Поповски не се појави на Конгресот. Све беше договорено. 4 или 5 играчи, во голем дел се овие играчи кои сега гласаа за променето Северна Македонија, застанаа зад кандидатурата на Никола Поповски. 2 дена пред Конгресот во Валандо Никола Поповски го снема од политичката сцена. Го исклучи мобилниот телефон. Затоа тие играчи, ако се сеќавате, има и пресконференција кај што бараа пролонгирање на Конгресот. Меѓутоа, во Валандо не се случува Панорама 2, се случува пред 5 дена. Сите очекуваме дека таа Панорама 2 ќе значи расчистување со одредено криминално милје во рамки на ВМРО ДПМН. Меѓутоа, ајде да видиме што за тоа велат нашите соговорници. Дали Панорама 2 ќе ги исполни очекувањата на македонската јавност и на вистина ВМРО ДПМН ќе ја расчисти со тоа криминално милје во своите редови. Денес ја информираме јавноста за една нова, огромна афера во режија на Груевски и фамилијата, која не може поинаку да се протолкува, освен како патриотска метла. За што станува збор? Пред 3 месеци, или поточно на почетокот на август оваа година, се констатира дека под мистериозни околности е исчезнат поголем дел од тендерската документација поврзана со проектот Скопје 2014. До овој момент располагаме со информации дека недостасува тендерска документација за најмалку 14 проекти, но сосема е веројатно дека обемот на исчезнатите документи е многу поголем. За некои проекти недостасуваат претежно понудите, за други конкурсните трудови. И едните и другите се клучни документи за конечниот избор и вредноста на тендерите. Да резимираме. Во Министерството за култура или некој свесно ја уништил, или ја украл за да сокрие поголем дел од документацијата за милионските тендери за Скопје 2014. Мотивот за тоа веројатно е злоупотребата на огромните суми народни пари. Малчевски. Значи имате на страна министерката, која всушност направи кариера на Скопје 2014 година. Апсолутно да. Првата афера што ја вадеше СДСМ, тоа е 2010 година, е патриотска метла. И првата афера беше насочена кон Елизабета Канчевска-Милевска. Дори се сакануваше Игор Ивановски Шема со затворска казна. Тоа оние пресконференции 2010-2011 година. И сега таа е во коалиција со нив. Да не збориме за Филип, да не збориме за Александар Македонски, за книги, монографии, што ли не. Што ли не. И имаме Тодоров, кој е еден од архитектите на правење на тој пржински договор. И можеше да се предпостави дека токму тие двајца ќе бидат први што ќе сака да скокнат на другиот брод. Па јас сум мислено изненаден. Ја мислев дека они ќе бидат последни благодарение на тоа што добија кариера од ВМРО ДПМН. По мене многу почесно од актуелната нова врхушка ќе беше ако дозволеа
да се оди на избори и да каже ја најчесто, најискрено, најдостоинствено. Немаме двотретинско мнозинство, нема да применуваме методи против кои што сме се бореле или наводно сме се бореле, одиме на избори. Они што направија, они дополнително ја девалвираја улогата на Собрание на Република Македонија. Дополнително, јас ќе го цитирам претендникот Стоилковиќ, и тој е единствен кој што јавно излезе каже не беше демантиран. Собранието го претворија во сточен пазар. И тука веќе нема правила. Тука добива оној кој што има повеќе финансиски средства, оној кој што е помоќен и посилен. Колку финансиски средства? Вие сте математичар, математички прецизно, бидејќи партијата сака нели да користи такви формулации математички прецизно, колку математички прецизно би биле потрошени пари за 7 до 8 пратенички гласови? Па јас мислам дека таму може не беше тој пазар во финансиски средства или во пари, повеќе беше пазар за амнестија, затоа што претходно тие го правиле со исклучок на еден или двајца од тие претеници. Значи не се ни потрошија многу. Па знаете како значи гада, кога влегле у кафана, пиеле, јаделе и на крај не платиле. Така да ве разберам. Па они у принцип или актуелна нова врхушка играше на пратеници за кои што има сериозни обвиненија, кои што имаат сериозни истраги, сериозни судски процеси, точно нив ги таргетираше. Кој го правеше новото мнозинство? Според вас? Па од она што вие велите дека можете да процените, по социјалните мрежи сте проценували изминатиот период, кој де факто го направи новото мнозинство од 80 гласови кој му даде мандат на Заев да осмени името? По мои информации или по она што било кажано на Централниот комитет на ВМРО ДПМН, лично и персонално било тоа Сашо Мјалков. Оние 7 пратеници од ВМРО ДПМН, кои постапија спротивно на партискиот став и волјата на граѓаните на Република Македонија, кој беше пак партиски став едногласно донесен и на извршниот комитет, и на Централниот комитет, и во координација со пратеничката група, ме разочараа мене, но тоа и не е толку важно. Затоа што пред се ја разочараа партијата и татковината. И ке треба со тоа да живеат. Токму затоа, вечерва, извршниот комитет на ВМРО ДПМН одржа вонредна седница и на мој предлог едногласно се усвои веднаш исклучување на овие 7 пратеници од партијата. Ако Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски расчистија 2004 година, тогаш Лјупчо Георгиевски беше почесен председател, исто како што има сега функција Никола Груевски, и изминатите 12-14 години сите се сомневавме дали тој раскол помеѓу Никола Груевски на една страна, Лјупчо Георгиевски на друга страна бил вистински или бил фингиран. Сега се постава прашањето дали овој сегашен раскол помеѓу Мицковски, Александар Николовски и сегашното раководство на ВМРО ДПМН и Сашо Мјалков на друга страна е вистински или фингиран. Ако ВМРО ДПМН успее на грбот на Сашо Мјалков да стави све што е негативно изминатите 12 години, како што успеа со својата PR стратегија тоа да го направи Никола Груевски, ставајќи го целото криминално милие на грбот на Лјупчо Георгиевски, тогаш ВМРО ДПМН има сериозни шанси да победи на следните предвремени парламентарни избори. Значи, ако Никола Груевски тоа го направи со Лјупчо Георгиевски и ако сега Христијан Мицковски успее да го репринтира моделот на Никола Груевски, тогаш што има многу поголеми шанси да победи од Зоран Заев на следните предвремени парламентарни избори. И тоа е суштината на моделот Панорама 2. И тоа е есенцијата на нашата вечерашна емисија. Дали тоа што се случи пред 5 дена ќе има битна разврска во рамки на Република Македонија? До 27 години која трансформација се случува кај некои луѓе? Па го имате Лјупчо Георгиевски кој вели 1991 година следниот конгрес ќе го правиме у Солун и сега е прв кој вели треба да се смени името во Северна Македонија или Горна Македонија. Па имате Елизабета Канчевска-Милевска која е кариера направи на Скопје 2014 година, која е кариера направи на Филип и на Александар. Во нејзин мандат кој министерка за култура се креваат тие споменици. Во нејзин мандат грците рекоа види овие не крадат историјата. Значи спонзорираше кој министер своји филмови, книги, што ли не. И таа сега вика не, тоа не важи. Ние сега треба да смениме името во Северна Македонија. Вака кога ги гледам тие луѓе, имам чувство дека тој лав што е персонификација на ВМРО, кога да станал маче кој е преде. Прво ќе кажам дека за Лјупчо Георгиевски она што го правил, јас 30 години сум бил со него, значи тоа е мојот највисок достиг во политиката што имам постигнато и све што имам кажано досега дека е ДНК на ВМРО,
дека е есенција на македонската независност и понатака стои се до нашата раздела. После тоа ниту знам, ниту сакам да дискутирам што се случувало во главата на Лоша господин ДНК Лјупчо имате. Георгиевски. Лоша ДНК имате. Ако видите се, значи кој е тој греф национален. ДНК-та на СДСМ е Бранко Царенковски, ДНК-та на ВМРО е Лјупчо Георгиевски. Ако треба да бираме помеѓу такви две ДНК структури. Сега Македонија се движи во најнепосакуваната дестинација. И јас сум убеден сега со овие така наречени зачекорување напред во иднина, Македонија забрзано оди кон својата пропаст. Кон својата пропаст и сега е во последната етапа која се вика повампирување, ако сакате, браќање или спроведување на Лисабонската декларација. Тука мене најмногу ме боли што тие луѓе кои се политички доста подковани, да го знаат, убеден сум дека го знаат дека е тоа така, дека патот е тој од кој тешко со вакво однесување ќе се спасиме и вака да се однесува таа работа. Не можам да ја сватам само со обични слегнувања на рамена. Тоа многу ме боли. Тие први 3 години како водач на ВМРО и последните 3 години беа најтешките во 14,5 годишното водење на партијата. Не по бројот на работни сати и решавање на проблеми, туку по така наречените византиски игри, подли, валкани и нечестни игри со кои бев принуден да се справувам, поле на кое не се чувствувам на мој терен. Мојот долгогодишен соработник и еден од најбрилјантните умови на македонската политичка сцена, господинот Мартин Протуѓер, кој освен што добро ги познава сите задкулисни игри од тој почетен период, уште подобро ги знае истите такви од последниот период и особено последните неколку месеци. Пред некој ден ми раскажа како на некој пријател му рекол за мене, цитирам: човекот го започна мандатот во партијата со нож во грб и го завршува со нож во грб. Го коригирав и му реков дека не е во право и дека го завршувам не со еден, туку со повеќе и не ножеви, туку ножиња во грб. Сашо Мелков беше мит. Ви велите сте биле во конфликт со партијата, меѓутоа Сашо Мелков 11 години беше мит. Не само што беше мит на партијата, туку партијата влезе во благо коригирање на историјата и кој беше во конфликт со Лјупчо Георгиевски, нели се направи одредена приказна дека не е Лјупчо тој кој прв се борел за независна Македонија 1991 година, туку тоа биле Клюсев и бил Јордан Мелков, им дадо улици. Ја коригира, да не речам, ја направи розева историјата, некои личности повеќе ги стакна од останатите личности и од Сашо Мелков се правеше мит. Одеднаш тој мит е избркан пред 5 дена од партијата. Прво, грешна е тезата дека Клюсев и Мјалков или Лјупчо Георгиевски. Тоа беше добро, ние сме свесни за многу сценариото кој се многу правеше. фалсификати историјски. Прв и единствен кој што застана на линијата на формирање на самостојна независна македонска држава и беше иницијатор за формирање на ДПМН, а подоцна и ВМРО ДПМН е Драган Богдановски. И добро. И се натаму е искривување на таа партиска историја. И тука беше сериозно помогнат од браќата Змејковски. И тоа оние кои што учествувале во креирањето на ВМРО ДПМН јасно и добро го знаат. Малчевски, што сега ќе се случува? Сте доволно млад, а имате доволно искуство да може да направите одредена паралела. Имало Панорама 1 2004 година, има сега Панорама 2. Кога е Панорама 1, ВМРО расчисто со Лјупчо Георгиевски, кога е Панорама 2 расчисто со Сашо Мелков. После 2004 година Груевски тесно победил на локални избори, победил на парламентарни избори 2006 година со околу 303-304 луѓе освоени гласови, Бучковски има околу 240 гласови. Но цел криминал е претоварен кај Лјупчо Георгиевски. Дали истото сценарио и ВМРО и сега го прави? Дали е тоа реален раскол или одреден конфликт кој е фингиран со Сашо Мелков? Па има сериозни индиции дека Панорама 1 беше фингиран Панорама настан. 2? За Панорама 2 се уште е рано да видиме. Ние го имавме настанот од понеделникот и навам имаме, ајде да кажеме, некој смирување на сите тие настани. Ако не продолжи расчистувањето со онај дел од инкриминирано раководство кој што се уште е во ВМРО ДПМН, на крај може стварно да добие лик дека тоа е фингиран раскол. Ние говориме за Панорама 1, а всушност беше Holiday Inn
главната разврска на тој случај Панорама. Да, неколку дена после. Бидејќи после е тоа. прекината седмицата во Панорама и продолжена во Холидин. Да, И вела дека тогашниот американски амбасадор е на 6 спрат во апартманите во Холидин и дека раководството на ВМРО-ДПМН се качува и се сигно земајќи инструкции од него и така е расчистено со Лјупчо Георгиевски. Вие изразувате сомнеж дека тоа може би да било фингирано. И јас постојано сум изразувал сомнеж. настаните што се случувале во годините после тоа и кога ќе видите како претходното партиско раководство се пресметуваше со неистомислениците од една страна, од друга страна ако ќе видите тој комодитет што го имаше господинот Георгиевски И луѓето околу него, сериозна индиција дека Панорама 1 беше фингирана приказна која што беше добро прикажана во јавност. Барем половина од луѓето што беа во најтесното обкружување на Никола Груевски дојде од партијата на Лјупчо Георгиевски. Да, 2008 година. И тие добија врвни функции. Апсолутно преку ноќ. И тоа може оправдува ова ваша теза или сомнеж дека тоа било фингирано. Нема ВМРО-вска приказна во која нема удба, нема кос и нема ќосето. Кој во ова ВМРО-вска приказна е удба, кој е кос и кој е ќосето? Некаде пред 7-8 години во еден интервју со Красимир Каракачанов, кој сега вице-премиер на бугарската влада и е министар за одбрана, од никаде беше отворено прашањето дека Сашо Мелков е всушност линкот на ВМРО-ДПМН со српските разузнавачки служби. Никогаш тоа не беше демантирано, никогаш тоа не беше ни потврдено. Подоцна следото не настане за 27 април. Никој не ги демантираше оние укажувања на Живалјевиќ, тој они српски разузнавач кој беше снимен во македонскиот парламент, кој обвинуваше дека луѓе блиски до поранешната власт всушност го организирале тоа што се случи на 27 април. Ќе да ме чекор панатон почитани гледачи. Не е случајно два поранешни шефови на српската или југословенската удба да бидат праќени како амбасадори на Република Србија во Република Македонија. Ова е една многу крупна игра. Ова Панорама 2 има многу поголема специфична тежина од тоа што можеме воопшто да претпоставиме. Ако Панорама 1 беше расчистување на Никола Груевски и Лјупчо Георгиевски, вистински или фингирано, не знаеме, Панорама 2 всушност е расчистување на повеќе интересовни, да не речам корпорацијски структури, како што вели Југослав Петрушич, на територијата на Република Македонија. Неколку крупни геополитички корпорации всушност се пресметуваат на територијата на Република Македонија. Панорама 2 е договарана во највисоките политички структури, дали во Брисел, дали во Вашингтон. На крајот на денот ќе покажеме дали луѓето кои спроведуваат Панорама 2 во шахот гледале подалеку или гледале пократко. Ако гледале подалеку, ќе станат премиери и ќе станат нова власт. Ако гледале пократко, ќе завршат на боништето на историјата. Питайте го Мјалко, верно ли е, че од првиот ден на правителството на Груевски тој се распоредил всички операции на македонските служби спремо Србија да бидат прекратени? Задайте го този въпрос. Нали искахте нещо актуално и пикантно? Ето го. При првиот ден на правителството на Груевски още македонските служби спряха да работят по направлението Србија. Зашто? Добро, вие велите дека тие луѓе величат на Ибрахим Ругова. Тој Ибрахим Ругова беше ставен во авион или беше ставен во автомобил, од Приштина однесен во Белград и кажуваше све што ќе му каже Слободан Милошевиќ. Да, ама кога се врати се поправи човекот. Се поправи. Имаше таква ситуација 2000 година, кога Лјупчо Георгиевски каже ве луѓето ги криете по Молика, по разни станови во Скопје да не биде направено ново парламентарно мнозинство. Значи имало такви примери кои се чували и кои се крира луѓето, сега вела дека повторно 7 или 6 пратеника на ВМРО биле носени вамо, биле носени намо, им се нуделе многу пари, тоа се негира, меѓутоа потпредседателот на партијата излезе и рече дека стана збор за огромни пари. Генералниот секретар излезе и рече стана збор за огромни суми на пари. Има ли сума на пари која човек би ја добил да гласа за промена на името на државата? Вреди ли? По моје собствено убедување, ни во кој случај, ниту било која сума, мене би ме натерало да направам еден ваков чекор, во кој ќе разрушам едината на Македонија. Погледайте вие на работа, ова е веќе и системски дефект. Како може да се случи, например, обстанокот на Македонија да зависи од еден човек? Ние имавме сега на 80 пратани. Еден да не гласаше, ќе беа 79. Ќе беа 70. Замислите го сега, било кој да е тој, Љубен Арнаудов, Тунтев, не знам кој. Вела дека била Елизабета Милевска Канчевска. Или Елизабета, ама дури порталите пишува, колку е точно ние не знаеме, дека 3 сати било убедувано од Ѓорги Иванов да не прифати
да гласа, бидејќи ако не се лажам, Канчевска му беше шеф на изборен штаб кога Георги Иванов избран за председател на Република Македонија. Значи 3 сати ја убедувал и не успеа да убеди. Тие луѓе сега не само што не се срамат, туку се горди и немат телевизија која е блиска до власта, кај што не се појавија да кажат дека тие направиле херојски гест и го сменили името на Република Македонија, обезбедили иднина на Република Македонија. Тука се во тешка заблуда. Јас напишам една колумна сега, животот престанува, срамот останува. Тие никогаш нема да се ослободат од тој срам и многу тешко ќе имаат да живеат со тој товар, меѓутоа тоа е нивни проблем. Меѓутоа проблемот што му го создадува на Македонија на многу лесен начин. Видите, ние се сеќавате, вие бевте долги години и во парламентот прв. И тогаш ние имаме вакви проблеми, несогласување со СДСМ, ВМРО и така натака. Никогаш не дојдовме во ситуација еден човек да одлучува за нешто што може да значи опстанок или исчезнување на држава. 7 уценети пратеници или 8 уценети пратеници менуват вековно име на една држава. Така е. Тоа е огромен товар, господин Арнудов. Еден човек да понеси таква одговорност. Замислете да вие да сте тој 80-ти пратеник. И со вашето стиснување на копчето, или подоцна кога ве прозиваат по тој список, Цветанка Ивановска кога ве прозива, вашиот глас да биде 80 глас и вие да одлучувате за да смените име на една држава. Која е тоа историска хипотека која се ставате на плеки? Таа историска хипотека која ќе ги носат цел живот, ќе го носат и нивните наследници, за жал неоправдано, меѓутоа тоа знаете како е, предавствата повеќе се памтат и од јунаштвото. Тие за ними повеќе нема живот во Македонија. Гледате, песни има за херој и песни има за предавници. Така. Ние го живееме животот, балансирајќи помеѓу тие две крајности. И се обидуваме колку можеме почесно да го поминеме животот, со крената глава, со гордо чело, да не направиме работи од кои не само ние ќе се срамиме, туку ќе се срамат и нашите потомства. Не само нашите потомства, него со тоа се прави една перцепција дека дел или можеби цела нација има таков ген за предавање. Тоа многу е тешко, многу боли. Меѓутоа ќе го пребродиме и ова. Сашо Мелков, половина од вашите пријатели завршуваат во таа афера. Мислите за Да. за аферата Шпион? Мислам за аферата Да. Шпион. Значи половина од луѓето со кои Значи, јас имам голем круг на пријатели. Еве еден голем дел од луѓето со кои се дружите. Тројца од луѓе во со таа кои што афера. сум се дружил завршија во таа афера. И за тројца од тие луѓе, јас до ден денес одговорно тврдам дека нема ни еден доказ за да бидат осудени за тоа што им што беа осудени. Како вие спасивте глава? Вие бевте секој ден со тие луѓе. А и јас и до ден денес сум секој ден со тие луѓе. Јас не бегам од моите Како успеавте пријатели. да спасите глава? Па според тогашните наши информации, после Шпион 1 требаше да има и Шпион 2. Вие бевте Што Шпион ја 2. спречи со те едноставно состојбата или да не се случи Шпион 2, јас не знам. Значи Малчевски, постојано сте втор човек. Никога да ви дадат да бидете прв човек. А мене не сакам да бидам Шпион прв човек. Значи Шпион 1 Ама не ве вие- вклучуват и Шпион 2. Значи Ама вие сте постојано втор. Да, ја не сакам да бидам прв човек. Вие Ја не сте- сакам да бидам, не се борам да бидам ни Значи- втор човек. Значи вие сте Јас едноставно го почитувам моето демократско право и до крај ќе се борам за моето демократско право јасно и гласно да ги кажувам работите кои што ми сметаат и по моје собствено и лично убедување сметам дека не се во ред. Малчевски, вие сте кона екипа која со Харлем Глобтротерс постојано играше и постојано губеше. Па ја не би рекол дека сум изгубил некогаш. Па не знам кога сте добиле. Како Па многу пати до сега. Како вика Душко Вјошевиќ, Многу пати до тренерот сега. на Партизан. Зошто мислите вие дека Како има ако една- некој не е на политичка функција губи? Има една легендарна изјава која вели: тие мислат дека моето време е прошло, а јас ви гарантирам дека нивното никош нема да дојде. Времето на Малчевски е пројдено или никош нема да дојде. Што вие мислите? Па по мене во овој момент ни едното ни другото не е битно. Заради действување спротивно на интересите на ВМРО ДПМН, но и на Македонија, заради силна соработка со Зоран Заев, како и организирање на група за притисоци, уцени, закани и подкуп на пратеници на ВМРО ДПМН и коалицијата, со цел да гласаат за уставните измени, а користејќи најниски методи, Централниот комитет
го разреши подпредседателот на партијата Митко Јанчев. Согласно статутот на партијата, тоа го направи со тајно гласање, на кое што сите членови на Централниот комитет гласаја тајно и резултатот беше едногласно, сите одлучија дека истиот треба да е разрешен. Понатака го разреши членот на извршниот комитет Константин Богданов. Централниот комитет, заради истите причини, побара од матичните општински комитети да поведат дисциплинска постапка и да ги исклучат од членство Сашо Мијалков и Никола Тодоров. Понатака, Централниот комитет побара 8 пратеници, кои што мандатот го добија затоа што беа на листата на коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, а го изневерија народот, како и програмата заради која што се избрани, веднаш да поднесат оставка на своите позиции, затоа што работат спротивно на волјата на граѓаните. Политичката логика вели дека после секоја завршена политичка криза, така беше и 2001 година, така беше 1993 година, така и ден денес, доаѓа до промена на амбасадорските гарнитури во Република Македонија. Некаде пред 6 месеци се замена поранешниот амбасадор на Велика Британија во Република Македонија или човекот кој беше еден од главните играчи во се оно што случуваше изминатите 3 години, таа шарена револуција во Република Македонија. Како што сега стојат работите, има сериозни индиции дека конечно од Република Македонија ќе се замени сегашниот американски амбасадор господинот Джес Бейли. Господинот Джес Бейли всушност беше клучен играч. Тој беше човекот кој реално ја донесе македонската опозиција предводена од Зоран Заев на власт во Република Македонија. Беше архитект на се оно што се случува во Република Македонија. И историјата ќе го вреднува учеството и улогата на Джес Бейли. Меѓутоа, тоа што ние сега кои актуелни луѓе кои живеат во Република Македонија, аналитичари, новинари, политичари, или луѓе кои го креираат јавното мислење, можеме да кажеме дека Джес Бейли направи све Зоран Заев да дојде на власт во Република Македонија и Зоран Заев да учествува или да биде главен играч во процесот на промена на името. Како што сега стојат работите, велам, има сериозни индици дека господинот Бейли конечно ќе се замени од амбасадорската функција во Република Македонија. Нема ВМРО-ска приказна без судба, без кос и без ќосење. А добро, таа последниве неколку години се наметна во сегашната констелација, кој е удба, кој е ќос, односно ќосето, а кој е кос? Во кој поглед мислите прва? Па, например, Арсим Зеколи излага и дава одреден Facebook статус кај што вели сегашното раководство на ВМРО расчисти со Белград, судба и со кос. Нели? Алудирајќи дека тие што се сменети всушност биле во одредени линковски врски со Белград, судба и со кос. И дека ова е чисто ВМРО-ско раководство. Може е точно, може не е точно, но велам, нема ВМРО-ска приказна, посебно кога седните во кафана и после трето пиво, кога нема удба, кога нема кос и кога нема ќосе. Кој во сегашната приказна ги има која улога? Немам доволно информации за да го коментирам ова што го кажувате вие, но во суштина во овој момент е побитен процесот кој што е почнат. А тоа е процесот на расчистување на црното биното кој што не се случуваше претходните години. И тој процес мора да продолжи. Ако во овој момент ние го стопираме, тој процес нема да имаме силно ВМРО ДПМН. Што подразбирате под тој процес? Процес на расчистување со што? Па се уште има поранешни партиски функционери кои што треба јасно да се дистанцираат од актуелните партиски збиднувања, актуелните партиски работи. Тематски се ако направиме одредена политичка анализа, после секоја завршена фаза, а ова со промена на името или Северна Македонија е една завршена фаза во тој синџа наречен Македонија или македонско прашање, се менуваат амбасадорите. Значи има најави дека конечно ќе биде остварена таа проценка дека амбасадорот Бейли ќе се замени и на негово место ќе дојде нов амбасадор. Велат дека може да биде и жена. Значи не велам дека овие информации може да се 100% точни, но респектабилен и релевантен извор ми ги има дадена оваа информација и дека има сериозни индиции дека можеби во врвот на американската амбасада ќе се случи промена. Значи дали тоа значи влагање во една нова фаза на политичка разврска во Република Македонија? Една фаза е завршена, се замена британскиот амбасадор, можеби ќе се замени американскиот амбасадор. Во овој момент по мене прво процесот на промена на името во Северна Македонија уште не е завршен. И сметам дека ВМРО ДПМН во тој поглед има уште што да каже или во одбрана на
Оно што граѓаните на Република Македонија го кажа на 30 септември. Како што гледам, таму има уште доброволци. Илија Димовски, Панче Минов, доброволци Панче Минов не е ВМРО-вец, да разчистиме. Значи таму има баги доброволци кои би ускокнале во видите, кожата на овие седморица. Сериозно, ако сум на нивно место, сериозно би размислил после она реакција на партиското членство. Пак се навраќаме на моментот дека 7-те јавачи на апокалипсата не го разочараја раководството. Го разочараја партиското членство, базата која што нив ги направи пратеници. Извинувам, ќе морам да ве поправам. Видите, не е битна реакцијата на партиското членство. Тие луѓе не ја почитуваат реакцијата на македонските граѓани. На 30 септември македонските граѓани тивко им кажа, ама гласно викајки, им кажа не на промена на името. Пасивна агресивност, јас тоа така го дефинирам. И тие луѓе не водат сметка за македонските граѓани, ќе водат сметка за партиското членство. Па тие луѓе се спремни све да направат. Да, и на крај да ги чува полиција. Ако тоа е животот кој што го посакуваат, секој им чест. Ако они се горди на тоа што се по 24 часовно полициско обезбедување и сметаат дека тоа е исправното што го направиле, секоја чест. Јас немам што повеќе да коментирам за нив. Значи, вие сте човек кој е 27 години. Сте били отсутен во ВМРО Народна партија, меѓутоа сте биле секојаш на тие ВМРО-вски принципилни позиции. Да, значи, во 2 наврати, во рок од 3 дена, излага прво председателот на полнок на пресконференција и вели се исклучуваат 7-те пратеници од редовите на ВМРО ДПМН. 3 дена подосна подпредседателот излегува вели Сашо Мјалков е исклучен од членство во ВМРО ДПМН. Тоа се драматични моменти. Одеднаш двојката председател и подпредседател кои беа прежалени од сите, кои беа обвинувани дека се продолжена рака на Мјалков, па продолжена рака на Бејли, па дека имат прекојтен договор со Заев. Значи сите можни етикети им беа залепени на тие луѓе, тие расчистуваат со тоа. И на некој начин ми се чини дека тоа што го направи Никола Груевски расчистувајќи со Лјупчо Ѓоргиевски и префрлајќи му во целото криминално милје на Лјупчо Ѓоргиевски, добивајќи чиста партија 2004 година, подосна се прошетени изборите 2006 година, а победи на локалните 2005 година, така истото сценарио кој да се прави сега во ВМРО ДПМН. Целиот криминал се става на плеќи на Сашо Мјалков, оправдано или неоправдано, не знам, и останува една чиста партија која има големи шанси да победи на следните парламентарни избори, како што сега стојат работите, редовни парламентарни, бидејќи Зоран Заев во моментот не размислува за предвремени избори. Баско, без да се бранам јас, ниту тога се докаже некој криминал, па криминалното милје замена со Лјупчо Ѓоргиевски, ниту сега има сигурни докази или судски разрешници каде што ќе се потврди дека имало криминал. Веројатно е некоја друга причина што дојде до ваква помалу неочекувана чудна разрешница. Иако се висеше во воздух, се насетуваше дека такви состојби има во партијата. Колку се точни, колку не знам, најверојатно партијата одеше со наведната глава после тие бомби. 3 години партијата се грчеше по товарот на тие бомби. Дали се оправдани, дали не се оправдани. Дали тие ќе завршат со судски разрешници или нема да завршат. Тако е како што е судството. Никош не било идеално, сега е далеко од идеално. Ако до пред 10 години беше неидеално и несовршено, сега е многу далеку и од тоа што било пред 10, 15 или 20 години. Значи, велам, се грчеше партијата по товарот на тие бомби. Едноставно партијата мораше да реагира, да се ослободи од тој баласт, да може да почне да диши со полна плуќа, со полни бели дробови. И тоа го направи, веројатно, затоа го нарекол тоа Панорама 2. Ама овие, господин Ефтов, овие случувања што ги вие кажувате како моминатото што се случиле со бомбите, навистина има тежок удар на врз партијата. Ама далеку. Поважно се по сила и по енергија и по негативно влијание на партијата беа овие 7 луѓе што го направи. Ови страм од овие 7 луѓе? Тоа е, мислам, и затоа партијата мораше така да реагира. И што правиме сега, почитувани гледачи? Што ќе правиме со диво населје? Кој го организираше диво населје? После овој пуч во ВМРО ДПМН, после ова Панорама 2 во ВМРО ДПМН, после ова политичка екзекуција на Сашо Мјалков во ВМРО ДПМН, се постава прашањето кој ќе биде обвинет политички за диво населје, кој ќе биде обвинет за 27 април, кој ќе биде обвинет за се оно што се случуваше и дали навистина постоја сценарија за дестабилизација на Република Македонија, кој прислушкуваше,
кој ги даваше прислушкуваните материјали, кој го штиташе Зоран Заев. Сето тоа сега веќе е во една магла. Ако досега работите биле вака или онака осветлени, сега влагаме во еден процес кај што работите на крајот на денот може да бидат и различно осветлени. Затоа велат историјата се пишува со одредена временска дистанца. Од одредена временска дистанца ние ќе треба да цениме каква била тежината на ова Панорама 2. Тоа што сега го гледаме дека Сашо Мјалков е пуштен из вода. Ако успеат целата валкана работа и сите валкани алишта со Сашо Мјалков да ги пуштат низ водата, ВМРО ДПМН ќе успее да победи на следните избори. Јас Куманово, ова акција што Куманово ја споредувам со акцијата Рачиново. Иако во Рачиново тоа траеше повеќе денови и беше една таква кљакава акција, која на крај всушност придонесе да се дојде до еден рамковен договор, да се седни на зелена маса и да се договори тој рамковен договор, ова акција во Куманово која вие ја проблематизирате, која изрековте во јавноста одредени критики на адреса на таа акција, на луѓето кои спроведат акција, заврши експресно во рокот некаде 24 часа. Ако не беше таа акција, помине мислам дека политичките процеси во Македонија кои да бидат сосема друг правец. Имавме некој нов Али Ахмети, некој нов херој на некоја војна во Македонија и имавме некој нов рамковен договор кој имаше многу поголеми барања и поголеми ингеренции ке бара одредени малцински групи од тоа што го бара 2001 година. Зошто според вас смета дека таа акција во Куманово е нарачана и е режирана? Значи, секојаш може да зборуваме врз основа што ни е достапна информација и врз основа на таа да правиме сериозна и издржана анализа. Сепак ова се јавни емисии, имаме јавна одговорност пред слушателите ваши и гледачите нормално. Значи, јас велам вака. Целта на една разузнавачка служба е пред се да прибира информации за заканите по државата, како што беше и ова ситуација, и да превенира. Значи, превенирањето е примарната дејност на секоја разузнавачка служба. Значи, тој момент ние овде го немавме во Куманово. Значи, групата веќе беше стационирана. Значи, такво инфилтрирање во една урбана средина... Што сакате да кажете? Дека е режирана таа акција? Не сакам да кажам, значи зборувам предпоставено дека секојаш... алудирате дека е режирана, се извинувам. Не алудирам, апсолутно, него кажувам од науката за тероризмот, сето она што е напишано до денеска, значи што представува неразјаснета околност. Не може терористи да влезат, не е познат случај во светска историја, да влезат во една урбана средина каде што немаат простор да се излечат, немаат подршка од местно население и она најбитното немаат подршка од меѓународна заедница. Значи некој свесно влегол да оди на кланица. Тоа не можам да го разберам. Можеме да ги дефинираме овие три точки што кажете? Апсолутно. Нема подршка од местно население. Да. Апсолутно имаше подршка од местно население. Инаку тие не ги избркаа луѓето од куќите, ги купија куќите, ги фортицифираа куќите. Значи беа тука, беа присутни, им снимаа кај се полициските сили, им ставаа на Facebook. Апсолутно, да немаме никаква дилема. Тоа се случуваше во дел население. Тоа не се извинувам, тоа е на второ велите влага у населено место и не може да се излечи. Па и у Рачиново влега у населено место. И не може да се излечат бидејќи рамничарски дел. Да, таму имаше меѓународна интервенција за излекување, колку што знаете. И овде го очекува истото. Под интервјуто на Али Ахмети гледаме дека го очекува истото. Колку што Зашто ги проблематизирате тие работи? Не ги апсолутно проблематизирам. Една цела екипа на луѓе проблематизираат нешто што можеби нема. Прво да ви кажам дека јас живеам во таа дива населба. Значи ова безбедносна појава беше воочена јавно неколку дена пред да се случи. Постојано беше сомнителен фактот, почитувани гледачи, зошто Министерката за култура или поранешната министерка за култура господјата Милевска Канчевска не беше ставена на таа листа за политичка аболиција од страна на председателот Ѓорѓе Иванов. Подоцна не беше кажано, од кога имав изразено тие сомневање, дека таа била шеф на неговата изборна кампања кога тој станал председател на Република Македонија и дека од тие причини Канчевска Милевска не била ставена на таа листа за аболиција од страна на Ѓорѓе Иванов. Меѓутоа, времето кое поминува, укажува дека Канчевска Милевска била де факто 80-тиот пратеник кој гласа за промена на името. Значи, протежето на Ѓорѓе Иванов Канчевска Милевска го дава гласот за промена на името. 3 сати, како што пишат порталите, Иванов и убедува Канчевска Милевска да не гласа. На крајот Канчевска Милевска сепак гласа. Знаете, можеше да гласа било кој. Веројатно имаше во резерва 2 или 3 пратеника кои можеа да скокнат на местото на Канчевска Милевска. Меѓутоа, ова политичко раководство на СДСМ, ова владина коалиција, Зоран Заев и Радмила Шекеринска сака токму Канчевска Милевска да биде 80-тиот пратеник кој гласа за промена на името. Зошто? Бидејќи Канчевска Милевска е персонификација на проектот Скопје 2014 година. И ако човек кој е персонификација на проектот Скопје 2014 година гласа за промена на името, тој има политичка символика. Таа политичка символика ја сака и Зоран Заев и Радмила Шекеринска. Како се чувствувавте кога ги видовте тие луѓе? Вела дека Елизабета Канчевска Милевска била 80-тиот пратеник кој гласа
и кој стиска. На копчето подоста, нели, кој ги чита Цветанка Ивановска по список, вели да гласа за отварање на уставни измени или промени за промена на името во Северна Македонија. Како се чувствувате, велите сте биле кратко во партијата, сте трчале, сте помагале, сте правеле, како може да се чувствува еден просечен ВМРО-вец? Мислите македонец? Еме и македонец. Македонец, грозно. Грозно, иритирано, изнервирано. Јас не верував дека Кои се повеќе луѓе кои што допред само некој ден гласно и јасно изјавуваат дека нема да гласаат, може да предаснат во толку големи лажови и вечерта да го направат тоа што го направи. ВМРО не расчистеше со Мјалков. Целиот гнев на јавноста ќе беше кон ВМРО свртен, а не кон СДСМ. СДСМ 3 години кажува, уште од времето на Радмила Шекеринска те велат, ние за 6 месеци ќе осменим името и ќе станеме членки на НАТО и не, те тоа не го крија изминатите 10 години. Ако не беше ова расчистување Панорама 2, кој ве велите се надевате дека ќе биде искрена и дека нема да заврши ко Панорама 1, тогаш целиот гнев на јавноста ќе беше насочен кон ВМРО ДПМН. Зошто кон ВМРО ДПМН? Па ВМРО ДПМН е до крај како политичка партија, заедно со членовите, раководството, остана на своите ветувања на она што го имаше дадено во изборната програма. Овие 7 луѓе се оние кои што пак ќе се навраќаме нистото, не изневерија партијата, партиското раководство, изневерија членството и како што викате вие, македонскиот народ, Обединената Република Македонија. Тие се тие луѓе кои што направија изборна измама. И тоа мора да биде јасно гласно кажано на сите места. Едно ветуваја во предизборието, кога трче и кога го бареа до вербата Обединената Република Македонија, друго направија вечерта на 19 октомври. Како вика Бајрам Амди, не ги менува тој политичките ставови. Само различни политички гарнитури се менуваат на власт, а тој мора да биде секој со власта. Жално за нив ако се свели на тоа ниво. Добро имате, гледате разлика? Па не, искрено не. После гласањето на 19 не гледам разлика. Тој е голем срам за ВМРО. За СДСМ не ќе да разговарам. Тие се вградени во концептот за разнебитување на Република Македонија. Дали смете дека ВМРО требаше да направи повеќе? Се знаеше кои луѓе се под притисок. Се знаеше кои луѓе ќе ги вадат од затвор и ќе ги носат да гласат. Дали партијата не можеше да направи повеќе, да може тие луѓе да не излезат да гласат? Не се знаеше, тука мислам дека не се знаеше, тие луѓе се колнеа. Некој во Христо Узунов дека е реинкарнација на Христо Узунов, некој дека е реинкарнација на Методи Пачев. Таму знаете како во луѓето што кои работаш мораш да имаш и доверие. Како што рекол Христо Узунов, јас не знам кога ги купам јајца на пазар сите се добри, ама кога ги донесам дома гледам дека некој било расипан. Која е клучната суштина на се оно што сега ни се случува? Има неколку крупни играчи, неколку крупни фигури во македонската политика последните 27 години. И ако све на крајот сведите на одредени персонални унии или персонални коалиции или персонални разврски, тога се оно што ни се случи изминатите 27 години, почитувани гледачи, значи една работа. Приватизацијата на Бранко Царенковски треба да биде подобра од антиквизацијата на Никола Груевски и антиквизацијата на Никола Груевски да биде подобра од капитулацијата на Зоран Заев. И всушност тоа што сега ни се случува, на некој начин е пишување на историјата. Овие три играчи, крупни играчи во македонската политика, тоа е Бранко Царенковски, тоа е Никола Груевски, тоа е Зоран Заев, кој определија одредени епохи по македонските политички разврски, всушност сака да покажат дека историјата треба да ги вреднува многу подобро од нивните наследници. Бранко Царенковски смета треба да биде подобро вреднуван со својата приватизација од антиеквизацијата на Груевски. А Груевски смета дека треба да биде подобро вреднуван со својата антиеквизација од капитулацијата на Зоран Заев. На крајот, мене све ми се чини дека Зоран Заев со својата политичка капитулација и промената на името Република Македонија ќе ги амнестира сите претходни политичари во Република Македонија. Ке на крајот на денот сите помалку инвестираа во Зоран Заев. Зоран Заев да дојде на чело на македонската влада и да го смени името на државата. Вие се знаете со господинот Димитров. Беше министар за образование у првата влада на Никола Косев. И тој изјавуваше да му се суши раката на тој македонец кој ќе потпише промена на името. И син му потпиша. И сега истиот тој човек вели не, тоа што сум го зборал пред 10, пред 15, пред 20 години, не сум го зборал јас. Друг бил некој. Карикирам, нели? Друг бил некој. Друга личност. Друга личност сум бил. Двајца биле. Одеднаш на 60, на 70 години сум се просветлил. И сум сватил дека подобро ќе ни биде со Северна Македонија. Што треба да се случи
во главата на еден човек. Ево што треба да се случи во главата на еден човек. Не само што да прифаќа предавство, Тој господинот, туку се уништува тоа што го кажал пред 10, пред 20 години. тоа воопшто не ме интересира. Такви луѓе, значи, не ги почитувам и не ме интересира што кажал. Меѓутоа треба да во главата негова да дојде до едно сознание дека Грција никогаш нема да се смири додека не исчезне името Македонија, а тој потекнува од тие краишта. Од Егејска Македонија. И сега тој да биде задоволен дека ние ќе се викаме Северна Македонија, јас тврдам дека ова е етапа до она што го кажам. Македонија нема да има име, нема да има идентитет, нема да има јазик, нема да има народ. Македонија не ќе има ниво песни, не ќе има ниво разгледници, не ќе има ниво приказни, ниво вицеви, ниво шеги, дури ниво гатанки. Според она јас што го читам, тоа не е договор со Грција. Тоа е декрет на Грција. Тоа е капитулација. Тоа е декрет на Грција како треба да се однесува Македонија Како со изобилна помош на меѓународната заедница. Она што го кажуваат господин Ефтов дека Македонија со влегувањето во ЕУ и НАТО ќе се обезбеди од тие. ЕУ и НАТО 100-0 тогаш ќе навијат за Грција и ќе викаат дека ова ваша е билатерална работа, решите ја меѓу себе, а 101-0 ќе навијат за оние во Македонија што исто така се на страната на Грција. И тогаш Македонија веќе не ќе има излез, не ќе има избор. Затоа сега многу брзо треба да се реагира, а снагата е во народот. И што ќе биде политичката разврска во Република Македонија? Зоран Заев вели не сака да има предвремени избори, како што сега стоите работите, сака да го истера мандатот до крај. Ќе се влези во еден процес на апсење, помилување, општи амнестии и така натаму и така натаму, кај што на крај, знаете, нема да знаете кој е прав, кој е крив, кој е чист, кој е валкан. Видете, јас сум изненаден од нивната хипокризија. Значи, они се луѓето кои што 3 години држаја пресови, пуштаја бомби, обвинуваја за криминал, за корупција. И наеднаш преку ноќ заборавија дека они клучата нивна приказна ја направија ветувајќи право и правна држава. И преминеа на момент на аболиција. И го имаат 27 амнестија. И го имаат 27 април. Да, го имаат 27 април. Кога Македонија беше на работна граѓанска војна, нели? После 27 април Зоран Заев е инсталиран како премиер на Република Македонија, ги добија локалните избори на бранот на 27 април и се вели ние сме под го обвинува ВМРО ДПМН дека прави све и ги кочи сите процеси за да има амнестија на руководството и излага тој и вели јас понудувам амнестија. И што е тоа освен хипокризија и пак ќе се сведува на моментот избор на измама. Со кое лице јас не знам, они утре ќе излезат на избори и ќе ветат нешто. Они веќе немаат политички кредибилитет. Политичкиот кредибилитет нивен е рамен на нула, па дури и подолу од нула. Дали сте можеле да предпоставите? Океј, во животот мора да правите работи кои не сакате да ги правите. Сме доаѓали ние у такви некои ситуации, дали приватно, дали службено и така натаму. Сме пробувале колку може помалку тоа да биде и со поголема гордост и достоинство и со исправена глава да чекориме напред у животот. Меѓутоа, еве, решиле да прифатат промена на името. Еве се согласиле со еден таков капитулантски однос. Меѓутоа, вие да славите, да прославувате и да се гордеете дека сте учествували у промена на името, тоа е шокантно за мене. Јас разбирам, еве сте изработиле, ве уцениле, ве платиле, сте се договорили, не е битно. Одите дома, пробате да отспиете, пробате да ве нема 2 месеци или пола година да забори народот. Не, кој се горди, кој смета дека Нобелова награда треба да им дадат, бидејќи го сменили името на државата. За жал, јас стварно не можам да ги разберам. Че они се практично луѓето кои што ветуваја реформи, правна држава, почитување на право, од уста него вадија извештајот на Прибе, ветуваја реформи во образование, здравство и каде не. И на крај на денот се сведе да заборавија на сето. Апсолутно заборавија на сето и единствена приказна до која што се држат е приказната за членство на некакво си членство виртуелно засега на Македонија во Европската унија и НАТО, а во суштина позади тоа стои промена на уставното име на Република Македонија. Јасно Макрон им кажа зашто е целиот процес, јасно им кажа германската министерка за надворешни работи или за одбрана, мислам дека беше зашто е целиот процес и они упорно одат на приказната 100 пати повторена лага станува вистина. Како во времето на Тодор Живков кој велеа тази дупка не е дупка. Вие гледате дупка, но тој во убедува дека тоа не е дупка. И ние сега всушност гледаме една огромна дупка, кратер
кратериште, и тој кажат не, тоа не е кратер. Тамо ќе изникне најубавото цвеќе, кое ќе мириса и цела Македонија ќе ужива во тоа. Па тоа е ефтина пропаганда која што ја мислам дека за многу скоро време ќе им заврши. Ќе има ли избори? Ќе има председателски? Председателски ќе има, да. Јас пред да дадам таа проценка би чекал да видам како ќе заврши овој процес на отварање на уставот и уставните амандмани, зашто сериозно мислам дека отвори една Пандорина кутија која што не знам како ќе ја затворам. Што ќе се случи во наредниот период? Како што сега стојат работите, Зоран Заев не прифаќа предвремени парламентарни избори. Во еден временски период, кога беше гласањето за промена на името, кога 7 пратеници од редовите на ВМРО ДПМН гласа за промена на името, се плашев дека целата политичка негативна енергија ќе биде истоварена на грбот на ВМРО ДПМН. Сите политички анализи тоа го покажува, бидејќи луѓето не очекува Зоран Заев да го брани името. Напротив, Зоран Заев постојано им кажуваше дека работи на промена на името Република Македонија. Меѓутоа, тие 7 пратеници од редовите на ВМРО ДПМН кои гласа за промена на името може да бидат сватени како тајна коалиција на Христијан Мицковски на Зоран Заев, како тајна коалиција помеѓу Христијан Мицковски и Сашо Мелков, како тајна коалиција на Христијан Мицковски и Американската амбасада, дека де факто Христијан Мицковски всушност фингира опозиција, а работи све и прави све да биде сменето името на државата. Меѓутоа, после исклучувањето на 7 пратеници и после Панорама 2 и пуштањето на Сашо Мелков низ вода, ово раководство на ВМРО ДПМН покажа пред македонските граѓани дека сепак не се продолжена рака ниту на Заев, ниту на Бели, ниту на Сашо Мелков. Дали ќе победат на изборите, ќе покаже времето. Меѓутоа, тоа што требаше да го направат, тие го направија. Направија Панорама 2 и сега останува нивната политичка умешност да видиме дали ќе ја капитализират или нема да ја капитализират Панорама 2. Ова велите дека е декрет. Не, ова е тешка капитулација. Дури личи на германци некои ги фатија после Прва светска војна и ги однесува во тие вагоните у Париз и мора да потпишат капитулација. Она кога гледав јас во преспа, кога доаѓа со чамчиња, па се сретнува, па овој Шешир одговараше, па се гушка, па се правеа. И тоа се прават на 10 километри од последните територии кај што завршува граѓанската војна во Грција 49 година. Најмногу луѓе загинаа. Кај што загинат најмногу луѓе, кај што се разделија братчина со сестричина. 10 километри од тоа што се случува, овој оди со потекло од Егејска Македонија и става подпис на тој странен договор. Господин Ефтов, јас никаква разлика не правам према луѓе од таму или ваму. Јас тврдам упорно, сите се македонци, и упорно тврдам дека вие, посебно вие, ова пак не е прем разлика, заедно со нас, нема да дозволиме уште еднаш да изгубиме Македонија. Со Господ напред. Ево ви кажувам зошто. Вие го спомнате многу карактеристичен пример. Германија кога капитулира во Првата светска војна, така? Да. Ако се сеќавате тогаш, сојузниците, кои се исти секогаш, како што беа тогаш према Германија, сега се према Македонија. Сите се исти на зелена маса. Не, мислам, бруталноста кон Германија е иста како бруталноста сега со која се однесуваат према Македонија. И се сеќавам тогаш на мировната конференција, Вудро Вилсон, американскиот председател, напушти конференцијата од нереалните барања, понижувања, брутално напади врз Германија и му рече не сакам да бидам учесник да Втората светска војна што ќе ја започнете сега. Се сеќавате дека Втората светска војна почна, сите мислат по вина на Германија, ама Втората светска војна почна по вина на сојузниците, токму заради што се однесуваше така према Германија. Ова што се прави према Македонија, со што сме го заслужили? На кој народ ние сме му искратили права? Им сме имали, дали сме били геноцидни према некој? Сме нападнале некоја држава, сме учествувале во некои терористички акти. Јас не знам со што го заслужуваме ова, на ваков начин да се пресметуваат со нас. Све само заради Грција. А ова што го прават наши овде инсталации, баргу ќе бидат многу баргу ќе бидат раскринкани и ќе заминат во... Ево, слободно се кажам, извините на израз во вашава емисија, во ѓубриштето на политиката, затоа што Македонија нема да дозволи повтор пат да изгуби својата татковина. Ќе мора ли да го апсат Груевски? Они тргнале да го прават тој процес и мислам дека пак тоа ќе се сведи не на искрена борба
против криминал и корупција во државава, пак тоа ќе се сведи на пропаганда, се со цел да прикријат се она што го правеа изминатиот период. Они обвинуваа за настаните од 24, од 27, а во суштина на 19 октомври уште побетер направија. Го претворија собранието во сточен пазар и продолжуваат да го прават тоа. И знаете како сега, они немаат што друго да прикажат, немаат некој успех за кој што може или со кој што може да се гордеат и ќе одат на таа пропаганда. Ајде да го затвориме сега Груевски. Како немаат успех? Имат успех, го смени името. Ама тоа може за нив успех. Да, они се ама тоа виткање на кичма. Па тој го кажа е тоа. Катастрофален неуспех за Зоран Република Заев го кажа во Македонија. интервју за Фокус. Ама 2008 година уште жив Никола Младенов. Тој значи пред 10 години човекот све што кажа направи. Како велеше? Добро, малку да ја свиткаме кичмата. Ама он изјавуваше дека нема маш. Нема маш што би го сменил името. И што би го сменил уставот. Ама не гледам дека облекол сукња овие денови. Нели има една изрека? Маш кажал, маш откажал. Тоа е македонска изрека. Па не е баш со маш, малце е поинаква изреката, сега ако да бидем искрени пред граѓаните. Малце е поинаква изреката, да бидем искрени према гледачите. И што може да очекува Македонија во наредниот период? Кризата ќе се продлабочува. Ние гледаме дека ова политичка гарнитура е тотално неспособна. Со случај може на еден, ајде да кажеме двајца министри, кои што и изворно се социјал-демократи, ама гледаме дека се маргинализирани скроз. Граѓани немаат капацитет да издржат уште една криза. Значи, ама кризата не е прекината, што ни се случи? Кризата во континуитет тонеме и тонеме. Психолошки они не можат да издржат уште една криза. Знаете, дури дел од тие луѓе и излегува да гласат на 30 септември, бидејќи смета дека кризата конечно ќе заврши. И вие сега им велите, јас се согласувам со вас, кризата се уште не е ни до средина. Допрва следи криза во Република Македонија. Тоа не го велам сега, јас тоа го велам изминатите 3-4 години. И упорно ќе го велам и ќе тврдам дека оние луѓе кои што ја направија кризата во државава, колку беше тогашното раководство на ВМРО ДПМН е криво за кризата, толку беше и раководството на СДСМ, и на ДУИ и на ДП, или она пржинска фамозна четворка која што преговараше. И они не може да бидат излез од кризата. Никој од тие не може да биде излез од кризата. Тие го изедоа ручекот, ги изедоа кременадлите, ги изедоа бифтеците, едните и другите, и остана цехот да го плати народот. Граѓаните, да, за жал. И на крај ручекот ќе платат граѓаните. За жал сите ние. И тука е нивната неискреност према граѓаните на Република Македонија, према оние како нас што решиле да продолжат да живеат тука. И тоа ќе биде казнето. Дали ќе биде на некои си предвремени избори заедно со претседателските, дали ќе биде порано или подоцна од тоа, ќе биде казнето и ќе биде сурово казнето. Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Вечера можете да погледнете две интервјуи со Ламбер Нудов и со Самуил Малчевски. Се гледаме едната недела во истото ова време. До тогаш, пријатно вечер Македонијо, каде и да си.